На пат за Витлеем. Кој сака да има пријатели, сам треба да биде дружелюбив, зашто има пријатели поприврзани од брат. Но кумина денес се борат со осаменост. Човештвото е толку многу поврзано како никогаш досега во историјата. Нашите лаптопи, мобилни, часовници се исполнети со најразлични апликации, интернет конекции и постојано не потсетуваат дека никогаш не сме сами. Само за миг можеме да бидеме во контакт со некој од другата страна на светот. Но и покрај сето тоа, осаменоста е страшно распространета во нашето општество. Има копнеш за вистинско пријателство и искрена љубов. Со нашите следбеници и пријатели на социјалните медиуми заклучуваме дека немаме вистински однос, немаме вистинска поврзаност. Ова време на Божиќен пост не повикува да размислиме кои се нашите вистински пријатели и каква е нашата поврзаност во семејството, какви се нашите односи. За Марија и Јосиф, семејство се сите оние кои доаѓаат во нивниот дом, но не во Назарет, туку во Витлеем, во пештерата. Таму Марија и Јосиф ќе го откријат вистинското пријателство, кој ќе го искусат со пастирите, со мудреците, со сите оние кои ќе дојдат да се поклонат на Богомладенецот. Кога се чувствуваме осамени, кога се наоѓаме на непознати места и немаме свои блиски, повикани сме да навлеземе подлабоко во нашите срца, за да го пронајдеме Бог кој не чека, нашиот најверен пријател. Предизвик. Кога последен пат сме се сретнале со своите пријатели и блиски, но и кога последен пат со нив сме молеле? Да ги побараме нашите пријатели, да ги повикаме заеднички да се молиме, за да оствариме заедништво со нив и со Бога. На пат за Витлеем.